Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Квалитетот на горивата, контролите и усогласувањето со европските стандарди во фокусот на јубилејниот симпозиум на лабораториите од нафтената индустрија во регионот. Од Министерството за енергетика најавија засилен надзор, модернизација на правилниците и поефикасен мониторинг на пазарот. Важна пресвртница е донесувањето на новиот закон за енергетика, кој поставува посилна правна рамка на пазарен надзор и овозможува поефикасно следење и контрола на квалитетот на горивата. Квалитетот на горивата е прашање на доверба кај граѓаните. Фер пазарна конкуренција, заштита на животната средина и сигурност за потрошувачите. Затоа е важно, како што се менува енергетскиот сектор, да се развиваат нашите регулаторни и мониторинг механизми, секогаш водени од безбедноста, транспарентноста и интересот на граѓаните. Според експертите, на Балканот има ист квалитет на горивата, бидејќи најголемиот дел од нив се увезуваат од европските земји. Квалитетот е врвен односно по најновите европски стандарди, со оглед на тоа дека УКТА увезува гориво нели од Република Грција. Република Грција е исто дел нели од Европската унија, така да она што се користи во Грција се увезува и кај нас. Проверено е неколку пати во УКТА лабораторија, во останатите лаборатории во нашата држава, така да со сигурност она што е проверено е квалитетно. High fuel standards are dependent on robust. Високите стандарди на горивата зависат од контролите, работата на лабораториите и транспарентноста на процедурите. Токму затоа вложуваме сериозни напори да ги следиме европските стандарди и да ги подобруваме капацитетите на лабораториите за надзор и контрола. По европском квалитету, значи, оно како Нашите горива се со европски квалитет. Прописите на Европската Унија налагаат горивото редовно да се контролира, да се спроведува мониторинг на бензинските пумпи и да се проверува усогласеноста на резервите што се увезуваат, така што горивото континуирано се контролира и се маркира. Новиот закон за енергетика според надлежните обезбедува повисоки стандарди, поголема заштита на потрошувачите и поквалитетни горива на домашниот пазар. Јавното претпријатие Билјанин извори ја информира јавноста дека активностите за сечење на дел од дрвијата на просторот на каналот Студенчишта биле спроведени исклучиво од безбедносни причини во координација со Сдруженијето Збогум Буково и врз основа на соодветно одобрение. Од претпријатието посочуваат дека станува збор за дрвја кои поради нивната состојба и местоположба представувале реална опасност за пловните објекти, но и за безбедноста на граѓаните кои се движат, работат или престојуваат во овој дел од каналот. Интервенцијата не е преземена произволно, ниту со намера да се наруши зеленилото, туку како неопходна мерка за спречување на можни штети, несреќи и загрозување на човечки животи, велат од јавното претпријатие. Оттаму нагласуваат дека целосно ја разбираат чувствителноста на јавноста и еколошките здруженија кога станува збор за сечење дрвја, но потенцираат дека во конкретниот случај безбедноста била приоритет. Воедно од јавното претпријатие Билјанин извори најавуваат дека на местата каде што е возможно ќе бидат засадени нови дрвја во рамки на просторот на каналот. Додаваат дека во соработка со Сдруженијето Збогум Буково и досега активно се работело на зголемување на зелените површини, при што на територијата со која стопанисува претпријатието, како и во просторот околу каналот, веќе биле засадени десетици нови дрвја. Оттаму апелираат јавноста да не носи избрзани заклучоци и да ги земе предвид фактите дека дрвјата представувале опасност, дека постапката е спроведена со одобрение, а просторот и понатаму ќе се уредува со нови садници и грижа за зеленилото. Со решение на Агенцијата за храна и ветеринарство од 11 мај се забранува за пиење водата од изворот во селото Елшани.
Претходно преку јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Охрид земена е вода за лабораториска анализа при што е утврдено присуство на Ешерихија коли, информираат од општина Охрид. Воедно согласно законските обврски се наредува местната заедница од село Елшани да постави јасно и видливо предупредување дека водата не е за пиење, а во рок од 3 дена да достави писмено или електронско известување во Агенцијата за храна и ветеринарство, подрачна единица Струга, за извршувањето на инспекцијската мерка. Весна Терзиовска е избрана за нов председател на Црвен крст општинска организација Охрид за мандатниот период 2026-2030 година. На вчерашната конститутивно изборна седница на Собранието на Црвениот крст Охрид беа верификувани мандатите на 21 делегат, а покрај изборот на председател беа избрани и подпредседател на организацијата, членови на раководниот одбор како и нов состав на финансиската комисија. Избрани беа и делегати за Собранието на Црвен крст на Македонија. Од Црвен крст Охрид информираат дека со успешно реализирање на седницата организацијата продолжува со своето делување и реализација на хуманитарни активности во служба на заедницата. Терзиовска претходно ја извршуваше функцијата подпредседател на Црвен крст Охрид, а долги години била активен волонтер во организацијата. Таа е родена во Охрид, дипломиран педагог и магистер по менаџмент на човечки ресурси, а професионално е ангажирана како училишен педагог во Основното училиште Ванчо Николески. Во пресред на туристичката сезона, општина Струга спроведе акција за обележување на јавните површини што ги користат локалните бизниси, со цел подобро уредување и почитување на јавниот простор. Акцијата е реализирана на двете страни на реката Црн Дрим, како и на централното градско шеталиште Корзо, односно на сите јавни површини каде се поставува урбана опрема. Од општина Струга информираат дека обележувањето е извршено согласно проекти и претходно поднесени апликации од страна на засегнатите бизниси со цел да се обезбеди ред и почитување на просторот во текот на летната сезона. Ги повикуваат локалните бизниси да покажат разбирање и соработка во врска со иницијативата. Воедно локалната самоуправа апелира до граѓаните активно да придонесат во зачувувањето на јавниот ред. Сите граѓани кои ќе забележат неправилности во однос на користењето и почитувањето на јавните површини, истите да ги пријават во општина Струга кај надлежните инспектори, велат од општината. Со оваа активност општина Струга има за цел да обезбеди поуреден и пофункционален јавен простор за граѓаните, туристите и угостителските објекти во текот на предстојната сезона. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне со услови за краткотраен дожд, максималната дневна температура до 18 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и услови за локална нестабилност со врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Утринската температура од 10 степени, максималната дневна до 20 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 4 до максимални 26 степени. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Локално ќе има развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во сабота ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд и над 20 литри на метар квадратен, грмежи и засилен до силен ветер со брзина од над 70 км на час и услови за појава на град.